Почитувани гевгеличани, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Изминаа 20 дена откако од оваа говорница Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз за Гевгелија упати јасни пораки до локалната власт со предлог мерки за решавање на состојбата со налетот на присуството на зголемен број бегалци во нашата општина. Наместо сериозни заложби од локалната самоуправа за организирано менаџирање на состојбата, каде е видно узурпиран јавниот простор од присуството на илјадници мигранти без соодветни услови за здравствена заштита, како на мигрантите, така и на здравствените и полициските работници кои се во контакт со нив, ние деновиве сме сведоци на 100% налет на нов бран на бегалци и понатаму неорганизиран третман на локалната самоуправа, со опасност состојбите да ескалираат во еколошка бомба за населението во Гевгелија. Најавивме дека сакаме општината подитно да се заложи за спроведување на мерките од областта на просторното ослободување, заштита на населението и медицинскиот персонал, и доколку овие мерки не бидат превземени во рок од една недела, Општинската организација на СДСМ преку својата советничка група ќе побора подитно одржување на воредна седница на Советна општина со точка на дневен ред за решавање на состојбата со бегалците. Долгото чекање на соодветниот одговор на локалната самоуправа на бараните предлог мерки не донесоа резултати на терен, освен дуплирањето на бројот на бегалци кои дневно влегуваат преку Грција во Гевгелија. Податоците велат дека таа бројка е до 3000 мигранти дневно, што Гевгелија не може да ги обслужи ниту со документи за транзитен престој од 72 часа, ниту со артикли за хигиена и храна, ниту со простор за сместување. Затоа, советничката група на СДСМ при Општинскиот совет, заедно со коалицијата, ќе започне постапка за свикување на итна воредна седница за решавање на состојбите со нелегалниот престој на бегалците во градот и здравствено-безбедносните мерки за жителите и мигрантите. Зошто воредна седница, кога за налетот на бегалците Македонија беше предупредена уште во март годинава? Затоа што не видовме ништо на терен од најавениот организиран пункт во меѓуграничниот простор на Македонија и Грција, што го вети градоначалникот Франгов. Затоа што не видовме ништо од најавите на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов за засиленото присуство на АРМ во меѓуграничната зона со цел одржување на граничната контрола. Затоа што и премиерот во заминување Никола Груевски, кој пред некоја недела ја посети Гевгелија, ама само во функција на бизнис парада, не посака да ги види вистинските проблеми на Гевгелија и бегалската инвазија во парковите, автобуската и железничката станица. Затоа што и министерот за внатрешни работи Чавков при завчерашната посета на железничката станица во Гевгелија парадираше пред распоредениот кордон полицајци кои ги расчистија зоната и состојбите и беа подносливи за успешен МВР извештај. Мижењето пред проблемите не значи дека нив ги нема или дека не може да станат поголеми ако со време не се зафатиме со нивно решавање. Кај нас, очигледно, локалната самоуправа мижи, а мижи и централната власт. Затоа, оправдани се и реакциите на граѓаните кои бараат соодветен третман од локалната власт за преземање на безбедносно заштитни и здравствени мерки по присуството на зголемиот број мигранти во градот и општината. Време е СДСМ, како коректор на власта, да ги постави барањето на официјална воредна седница, на која ќе предложи мерки за надминување и олеснување на состојбите со бегалците во Гевгелија, како и мерки со кои Македонија не би требало изолирано да го гледа проблемот, туку преку глобално решавање на истиот со посредство на Европската унија. Очигледно е дека Македонија нема стратегија за состојбите со бегалците, ниту пак организирана политика за олеснување на притисокот кој го чувствуваат гевгеличани со енормното присуство на нови и нови лица. Проблемот подразбира не само хуманитарни прашања, туку и безбедносни ризици по градот и општината, поради што СДСМ ги оправдува и поддржува граѓанските реакции и најавените протести кои деновиве се дел од социјалната мрежа, а се однесуваат на неодговорниот однос на општината кон состојбата со мигрантите и нивниот нелегален престој долж територијата на градот и внатрешноста. Пресот на портпаролот на градоначалникот не го сметаме за соодветен одговор.
бидејќи СДСМ бара ангажман на сите локални ресурси за справување со состојбата со бегалците, а во одредени сектори и ресурси на државата како генерална политика на земјата кон бегалската криза од Блискиот Исток, а не само на градоначалникот. И сосема за на крај, господине Франгов, наместо да праќате гласници да ги дискредитираат вашите критичари, обидете се нешто да сторите со реалните проблеми на гевгеличани. Тие си ги сакаат јавните површини и паркови за кои плаќаат комунален надоместок во сметките за вода да им бидат достапни. Јавниот автобуски и железнички превоз да им биде достапен. Јавната безбедност на градот и хигиената на јавните простори да бидат издигнати со високи стандарди, како што и толикува на Европската порта, што ви оставивме токму вам пред 6 години. За таква гевгелија СДСМ ќе бара вонредна седница. Молкот на институциите мора да престане. Потребно е брзо изнаоѓање решенија, за да не биде предоцна. Благодарам.